Вие сте со програмата на КТВ, започнуваме со вестите. Премиерот Христијан Мицкоски, министерката за образование Весна Јаневска и градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев денеска извршија увид во реконструкцијата на градскиот базен во Кавадарци, го посетија ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков, каде беше завршена реконструкција на објектот. Исто така увид се изврши и во активностите на пешачката патека Глишики Марена и спортската сала во село Марена. Председателот на СДСМ, доктор Венко Филипче, денеска имаше средба со лозарите од Тиквешкиот регион. Приведени две лица поради сомнение дека предизвикале пожар на Тиквешкото езеро. Како што информира од полицијата, синоќа во 19 часот полициски службеници од ОВР Кавадарци по преземени оперативни мерки и активности ги лишиле од слобода ЗК 33 години од Бегниште и 19 години од Кавадарци, а поради сомнение дека тие предизвикале пожар на сува трева, трња и нискостеблеста шума кај местноста викана Блато на Тиквешко езеро во атарот на село Куманичево Кавадаречко. Повредени лица нема, а пожарот бил изгаснат со вклучување на авиони од Дирекцијата за заштита и спасување, возила на интервентна пожарна бригада при Дирекцијата за заштита и спасување и територијалната противпожарна единица Кавадарци. Увид извршила увидна екипа од ОВР Кавадарци и се работи на целосно расчистување на случајот, информира денеска од СВР Велес. Наместо намалување, цените за училишен прибор растат. Мерката на владата е лажна, рече во интервју за Сител лидерот на СДСМ Филипче. Тој ја оцени оваа мерка како целосно манипулативна. Ние направивме анализа, А4 тетратките за деца се поскапени 30% во споредба со почетокот на годината. Детските ранци се дупло поскапени, а сега владата ќе ги намалува за 15%, рече Филипче, укажувајќи дека реалната состојба на терен е спротивна од она што го тврдат владините представници. Според него, оваа мерка доаѓа доцна и без вистински ефект врз граѓаните. Не воделе сметка претходно и сега наводно сакаат да направат некаква мерка. Граѓаните повторно ќе плаќаат високи цени и ништо нема да почувствуваат. Добро проектираните економски мерки и политики на владата ги даваат посакуваните резултати, велат од владеачката ВМРО ДПМН. Полека, но сигурно, почна стабилизирањето и заживувањето на економијата, расте производството, се зголемуваат платите, се намали инфлацијата, се зголемува потрошувачката и куповната моќ на граѓаните. Тоа покажува дека сега, споредено со периодот на власт на СДС, граѓаните имаат повеќе пари и со тоа купуваат повеќе, велат од ВМРО ДПМН и додаваат. Дека е така, потврдуваат и економските експерти кои велат дека како резултатите на повисоките плати и пензии се зголемува личната потрошувачка на граѓаните. Имено за една година власт на ВМРО ДПМН, реалната плата двојно порасна отколку за 7 години власт на СДС. Бројките покажуваат дека во периодот од јули 2024 до јули 2025 година растот на реалната плата е 6,7%, додека во периодот на власт на СДС од јули 2017 до јули 2024 година растот бил само 3,5%. Колку за појаснување, реалната плата е вистинската куповна моќ на платата, значи не е номинален износ, туку вредносен. Од друга страна, споредено за истите овие периоди, инфлацијата е намалена за цели 30%, велат од ВМРО ДПМН. Фудбалските третолигаши од групата Југ ќе стартуваат на 14 септември. Во првото коло Росома на домашен терен ќе игра со Борец, Венец гостува кај Бучин, а гостува и Дреново и тоа во Крушево кај Питугули.
Времето утре променливо облачно, предпладне со локален дожд и ретки грмежи претежно во источните делови. Ќе дува умерен, повремено засилен западен, а во источните делови северозападен ветер, температурата ќе достигнува до 32 степен. Емитувавме вести, имајте пријатни мигови со нашата програма.